Верувам дека радоста веќе од рано изутрина ја донесовме во вашиот дом од 6:45, така ќе биде до крај на ова утринско дружење. А трпеза не е трпеза ако не ја наполниме со радост и со убава храна. Марко, јавно ти благодарам што имаме пред нас, дел од нашата гостивкусија, дел поста, дел едноставно не одолеа. Дел репете. Дел репете. Што ни послужи, Марко? Не кажуваме кој. Ова ни е пита со домати и карамелизиран кромит. Врз неја има глазура од сок од црвен кромит. Значи земаш едно 5 кг кромит, го мелиш, цедиш и го вариш додека не стане карамела. Така, и создаваш уметност. Да. Но изненадувањата, Верчанца, не завршуваат тука. Имаме уште многу изненадувања за нашите гледачи. Така е, започнавме со песна, но и во овој дел треба да продолжиме. А кога станува збор за песната, не може да ги заборавиме оние кои што ни внесуваат иднина во нашата земја, поточења ова утро со нас, да не развеселат со убави песни, да слушнеме секако и од нив нешто, но секако ќе ги запрашам, еве, кого да прашаме, ајде тебе да те запрашам, што ќе всушност посакаш во оваа нова 2026, дали веќе имаш желби и некоја нарачка да дојде враз? Па, вака, јас највеќе би сакала прво здравје, љубов и среќа. А потоа, еве, сега вака, за сите мои другари и другарки, еден поздрав голем и да им порачам дека сите ги сакам. Така, добро, бидејќи ти си единствено... Браво! Секогаш детските желби се најискрени, бидејќи ти си единствено машко, да, тука. Кажи ми, која е твојата желба за нова година? Мојата желба е да имам здравје, среќа и љубов. Така, добро. Кажи ми, еве, сакаш и ти, Злата, да кажеш нешто? Мојата желба за нова година е да сите да бидат деца и луѓе среќни и да се живее во светот со мир. Така е, добро. Злата, твојата желбичка? Мојата желба е сите да се среќни, здрави и толку. Така е. Дали зато ти сакаш да кажеш нешто? Мојата желба за нова година е исто така да имаме сите здравје, среќа и љубов и да ни биде среќна новата година. Така е. Кажете ми, колку ви е убаво ове што сте дел од поточење, што можете да пеете, што можете вашите другарчиња да ги развеселувате и со вашите песни да пренесувате убави пораки. Среќни ли сте поради тоа? Да. Супер. Денеска ќе слушнеме од вас 3 прекрасни numeri, па ајде да ги слушнеме, а секако и нашите гледачи да уживаат во она кое што вие ќе им го отпеете. Повелете. Ајде да наплав за поточињата. Поточиња. Planini
да им се заблагодариме на поточињата, на дечињата кои ни го украсија студиото со песна, со целата детска енергија која што ја носат само децата. Навистина, јавно благодарам на Оливер Пап, на поточињата, на нивните родители кои секогаш ги носат на локациите каде што потребно е да се има време, трпение и енергија за да се распеат и да го украсат она што значи песна и радост. Особено еве и денеска, кога треба да ја заокружиме оваа година. Така, ве вративме на детството, па да ги прашаме нашите гости. Која би била вашата детска желба? Благица. Ете, ако се вратите на детството, на радоста, на онаа енергија која што ја имаме заборавена, која би била детска желба? Детска желба. Да пеам. И денеска пееш? Да, навистина тоа е точно и знам дека од оние како се викаат трендафилчиња, оние мали. Така. Ги вадевме тие и ги лепевме на ноктите, сакавме нокти долги. Нокти долги, па да сме... Малку се замислувавме како дами, како... Како деца треба да се одуваме. Така. Тина, детска желба? Јас сакав и за да станам пејачка како дете. Ама стана диџеј. Да, на тоа блиску. Не дека лошо пеам, ама не се за жал никогаш тоа не го направив како професија. Меѓутоа да знам да си запеам, еве покрај Благица сега, тама. А има ли некој што не запеува покрај Благица? Нема. Сите пеат. Да, точно. Така е. Маркли, да не сакаш и ти да пееш? О, не, ја никогаш не сум сакал да пеам. Која ти била детска желба? Како дете сакав да бидам машиновозач многу. Не знам, тоа ми беше како видео, вие како возат по тоа. А возови немаме, да се надеваме ке имаме. За детска, дете што знае дали има боле. Така, дете што знае. Да. Истина. Добро, види сега таа желба може и да се оствари, не е неостварливо тоа. Па да, не е неостварливо, може... Може некој стендап ќе си смислиш така, па ќе бидеш... Стендап во воз, леле, ова е многу добра идеја. Но од тука до Битола стендапот 9 сати. Иди како се раѓа. Марко, која била вашата детска желба? Сод. Кога бев мал, многу сакав со животни да работам. Како биологија, нешто така. Едно време, едно време кај што бев запнат да нешто со океани да учам, нешто така, ама планов Од план до реализација. Од план до реализација, друга насока. Сега ги готвам животни да го малку. Не готви денеска животни, добре, да не се караме. Имате ли новогодишна желба, нешто ете што сакате на нашите гледачи да им го посакате јавно и нешто што за себе си го посакувате, нешто што и посакувате на државата, на местото во кое што живееме, бидејќи сите сме останати тука да живееме, да твориме, да направиме подобро утре. Марко. Од кај мене да почнеме? Ајде, обратен редослед. Обратен редослед. Гответе. Пејте. Јадете здраво, не купувајте нешто на кој што не можеш да му разбереш состав. Ето е многу интересно со составот, колку треба се да читаме, од каде, колку... Ако нешто не ти е јасно, оди на пазар, купи си состојка, од зеленчук, од месо, од риба, од сето. Јади кога сакаш. Ја спомена рибата, што е така барано, најпосакувано, кое парче риба е така наједноставно можеби за подготовка? Сите луѓе јадат различна риба, зависи дали сакаш морска, дали речна, колку готвена сакаш. Во Македонија кој е највкусното нешто што може да се проба? Највкусното, мене омилена ми е печена белвица. Печена белвица? Печена белвица. Само што во Македонија е полесно да најдеш јасток и лосос отколку белвица. Тоа е интересно. Благица, што ете вие посакувате на Македонија? Тука останавте, тука живеете? Јас сакам дефинитивно мир во светот и во нашата земја. Тоа ми е многу битен момент, така размислував и порано и сега. Јас многу одамна имав направено песни за мирот, да владее мирот, со песна да се бориме. Тоа ми е најбитно, здрави, живи, секако тоа посакувам и да си ја почитуваме традицијата наша. Кое е златното време на македонската музика? Кое време вие го... Златното време. Да. Да, постои ли тако? Постои. И сега е.
Секое време носи свое бреме, како викаат. Јас никогаш не би сакала да се вратам, затоа што не би било интересно да се вратиме на истото. Мора да има нешто ново. Некои нови моменти во животот, некои нови предизвици. И да се трудиме и тие да ги направиме најубави што можеме. Или ако се тешки да ги надминеме, ако се добри да одиме кон нешто подобро од сето тоа. Значи, јас тоа би сакала. Тоа е мојата желба, секогаш ја сакам. Таа желба останува мирот во светот. Бидејќи има такви некои турбуленции и што не може да биде sejedno. Така е. Ама животот не е рамна линија, тоа е така било. Ако нема падни стани, нема да па добро, секако, затоа и реков пред малце. Ние сме навикнати на искушенија, топло-ладно. Нели? Има такво колаче многу баба, топло-ладно. Да, топло. Зашто не се вика млако? Зошто не се вика млако? Зашто на млакото некако никој не реагира. Или реагираат на топло, или реагираат на ладно. Македонско топло-ладно, знаеш ли? Не знам, топол бурек, ладен јогурт, точно. Тина, која е вашата желба? Нешто што... Искрено оваа година на сите многу ни зема во држава, многу луѓе изгубивме и мислам дека веќе многу луѓе ќе 2025 ќе сакаат да испратат на клоци, така да во 2026 сакам сите да сме на број. Секој да си е со свето сакање да не изгубиме веќе. Единствено што е добро е трн. И да има нормално повеќе забави, повеќе дружби. Така. И да се сакаме, да се сакаме да се поддржуваме, тоа што мислам дека многу се изгубиат и дружби и пријателства. Да се разбираме. Апсолутно, овие забави, например, што се случуваат, не потсеќаат на многу што не сум ги видела, да речеме, од основно, од средно и сваќаш колку ние си имаме 100 далечено, дека си ги губиш пријателите, не се гледаш повеќе, пошто никој немаме време. Ама тоа мислам дека со короната драстично се направи. Да, со короната, но вака и преку забава и преку дружба си ги вративме во оваа година, барем ете тоа една позитивна работа од 2025-та, многу пријателства, кои што за жал поради тоа што сите сме со обврски, сме си ги тргнале на страна како небитни. Така да се надам дека во 2026 повеќе дружби. И Зоолошката градина има нова директорка, ново раководно лице. Вчера беше на гости во Здрава Македонија, но што за вас како вработена значи раководството во местото каде што работите и колку Зоолошка градина ќе добие нов сјај во 2026? Па ние сме таму убав тим. Таа екипа што си работи со години, нели директорите ваѓаат и си одат. Од Зоолошката, самата директорка е од самата Зоолошка градина, од Зоолошката, да, ги знаете проблеми на работилите, на животните. Не, јас немам таква амбиција, сакам само да бидам таму за животните. Ми е драго што Ката е наша прекрасна колешка која што стварно е активист и помага за животни. Сите си работиме како тим. Многу е важна поддршката од градот Скопје, бидејќи се случуваше во изминатите 4 години да немаме баш финансиска поддршка од градот и немавме многу што да направиме. Сам со карта од 80 дена не можеш да направиш многу. Но сега еве гледам дека има некој интерес, мрдна работите, така да се надам дека 2026 ќе биде година на Зоолошката, каде што ќе се крене повторно и ќе го врати сјајот. Ќе го врати навистина сјајот и Катче кој што децата го обожаваат и едноставно треба да биде такво како што го паметиме некогаш. Баркли, за Македонија, за себе, за... Ја малце вака поетски ќе кажам. Може. Јас во новата 2026 не си посакувам ништо старо. А исто така и на гледачите не им посакувам ништо старо. Само нови работи да се. Само нови работи. Вака некој виц, нешто интересно да се насмееме, затоа што сме речиси на 5 минути до крај. Нешто со гавраните ако има. Нешто пошто со животни. Со некоја друга животно. Со некој друго животно, Баркли? Минавме се со гавраните. Моето омилено животно, пијан човек. Вечерва ќе има многу. Да. Седат двајца пијаници. И едниот ми на другиот. Брат, немој, никогаш немој да се жениш со убава жена. Зашто? Па затоа што ќе те остави. А со грда, па нека те остави. Што има врска? Марко ни е таза во брак, така да те молам, немој со вакви вицеви да не гледам поддржа.
Дали се ве нема прашавме, да дали се си коментирам. раскажавте и дали ви беше убаво колку што и нам ни беше убаво. Да. Преубаво. Одлично. Да, овде само кажувам секој се чувствувам како дома, дури се опуштам па ме карате тука седни вака исправи се. Ова е тајната, јавната вечера. Јавната вечера, Јавната вечера. Јавната На вечера доручок. ни се допаѓа. Марко, бидејќи за прв пат си ни во Здраво Македонија, што следно да очекуваме, кој рецепт е најдобар кога ќе дојдат во ресторанот каде што сте? За нова година. Ке има ли новогодишно мени? Новогодишно мени не изработиме претходно, ново Претходно? година одмараме. Одмарате, да. И ние деца сме. И вие сте деца. Така. Ви благодарам на сите што бевте дел од Здраво Македонија, што се чувствувавте како дома. Што вака весело ја го заокруживме и ова утринско издание во оваа 2025-та. Весело да испратиме, весело да си дочекаме и новата година. Така е. Весело ќе ја дочекаме новата година, бидејќи започнавме убаво, започнавме со песна. Нашата кралица Благица Павловска тоа го направи на најубав можен начин, а ние и натаму ќе уживаме со нејзина песна, но нејзин видеозапис. Крај Охридското езеро, каде што оттаму ќе слушаме уште поубава песна. Вие останете во добро здравје, ви посакувам срекна нова година. Срекна нова година. Срекна нова година.